По 7 месеци од трагедијата во Кучани конечно е утврден терминот за старт на судењето. На 19 ноември стартува процесот кој на обвинителна клупа ќе ги сетне 34 обвинети кои што ќе одговараат за тешки дела против општата сигурност. Од кривичниот суд информира дека втор судечки судија ќе биде Ахмет Идризи, бидејќи две судијки се изземале поради нивната поврзаност со делот осомничените, а кормилото на судењето ќе го води судиката Дијана Груевска-Илиевска. Судот, поради ефикасност на постапката, одредил уште 6 термини за судењето во наредните месеци ноември и декември, а ќе се одвива во големата судница во Идризово поради големиот јавен интерес. Заради ефикасно и економично постапување, определени се повеќе термини за главна расправа, односно 25.11.2025 година, 26.11, 2.12, 4.12, 10.12 и 11.12.2025 година. А по отпочнување на расправата ќе се усогласат и дополнителни термини. Поканите до странките се веќе во фаза на достава. Обвинението се оценуваше цели 3 месеци, а од кривичниот суд за долгиот период на оценување образложија дека станува збор за проблеми при доставата, како и поради барањата на судиите за изземање од судската постапка. Во меѓувреме, додека траеше оценувањето, државниот обвинител Љупчо Коцевски и адвокатската комора се препукуваа за тоа дали обвинението е стручно и издржано, како и за прогнозите дека процесот ќе биде маратонски и мачен, без да донесе правда. Инаку, по 3 месеци од пожарот во така нареченото Кабаре Пулс во Кучани, јавното обвинителство на 13 јуни годинава го поднесе обвинението. Сите обвинети се товарат за исто дело, со исклучок на еден, кој е обвинет за примање мито за изготвување на лажните лиценци, за да може објектот да функционира како дискотека. Во обвинението се вклучени и 3 фирми на кои била регистрирана дискотеката. Првично, истрагата уфати 50 луѓе, но за дел од нив постапката беше прекината бидејќи обвинителството не можеше да обезбеди докази. Прво обвинети се тројцата сопственици на фирмата Класик ДМДОО Кучани, чија подружница била и дискотеката. Тие се обвинети дека во период од 13 декември 2012 до 16 март 2025 вршеле угостителска дејност без да ги исполнат законските услови за реконструкција на објектот и негова пренамена за оваа дејност. За трагедијата обвинети се и тројца екс-градоначалници на Кучани, 4 директори на дирекцијата за заштита и спасување, 5 државни службеници, 1 генерален секретар и 2 министри за економија, службеници на државниот пазарен инспекторат, како и членови на обезбедувањето на клубот. Обвинителството ги товари дека сите тие со непреземање на своите службени должности придонале во Кучани да функционира објект како дискотека, без да ги исполнува минималните услови. За трагедијата се осомничени уште 27 полицајци, за кои се очекува обвинителството за гонење на организиран криминал да поднесе обвинение.